Сите ги чувствуваме вонредните мерки зададени поради пандемијата на COVID-19. Силен удар трпат сите индустријски гранки, но изгледа дека автомобилската трпи најмногу. Денеска гостин ни е господинот Златко Муцунски, со кого ќе поразговараме на оваа тема. Срдечно добре дојде преку видео линкот поради коронавирусот. Ние секогаш користиме многу витамини за да се заштитиме од короната, па затоа цевитаната секогаш нас ни помага во ова. Да не должиме многу. Порше Македонија е најголемата компанија кај нас за продажба на возила. Колкава штета нанесува COVID-19 на импортерите на возила? И врз Порше Македонија и врз останатите импортери кои што работат во нашата земја, импактот на COVID-19 кризата е во секој случај многу сериозен. Како што знаете, сите автомобилски фабрики во Европа и во Северна Америка се затворени на едно одредено време кое што се пролонгира и барем до крајот на април не се очекуваат поместување. Најавите се дека Volkswagen ќе ги отвори своите фабрики на 19 април. Нормално е дека како последица на тоа ќе следуваат доцнења во испораките, меѓутоа клиентите се информирани и сигурно дека ќе имаат разбирање. Во меѓувреме фабриките се обидуваат да и помогнат на заедницата со тоа што произведуваат механички вентилатори, маски, респиратори и така натаму. Порше Македонија застапува 6 бренда, 5 на патнички возила и 1 на комерцијални. Какви мерки се превземаат за нормално функционирање на секојдневните работни обврски, особено за сервисирањето на возилата и добавката на резервни делови? Време е за креативни решенија и после оваа криза многу компании ќе увидат дека можат да заштедат многу трошоци со тоа што ќе го реорганизираат своето работење. Порше Македонија започна една масивна акција за онлайн селс, значи за онлайн продажба на своите производи и сите лагерски возила се поставени со комплетните спецификации, со понуди за лизинг и така натаму на нашите веб страни. Во соработка со нашата лизинг компанија обезбедуваме и посебен бонус за клиентите кои што ќе останат дома и ќе се одлучат да купат возило. Во поглед на сервисирањето и покрај тоа што се превземени навистина ригидни мерки за хигиена и за дезинфекција на просториите секојдневна, паравани и се што треба, Порше Македонија им понуди на своите клиенти и сервис од својот дом. Тоа значи дека нашите сервисери по закажан термин се појавуваат во домот на клиентот со заштитни маски, ракавици, го превземаат клучот од возилото, се прави негово сервисирање, потоа следува миење, дезинфекција и возилото повторно се враќа кај клиентите. И не планираме оваа акција да ја сопреме кога ќе заврши кризата, туку напротив, планираме да ја продолжиме. Сепак се работи за додадена вредност. Сами рековте дека повеќето производители ги прекинаа процесите на производството, ги затворија своите фабрики, а овој период нема да биде само 2 недели, сами рековте дека ќе се пролонгира до средината на април. Како оваа превентивна мерка ќе се одвива и ќе се одрази врз испораката на нарачаните возила? Сигурно дека ќе се соочиме со доцнење, тоа доцнење е веќе евидентирано, ние точно знаеме кога автомобилите на нашите клиенти кои што се веќе порачани ќе бидат влезени во производство и кога би можеле да пристигнат. Клиентите се информирани и сигурно дека во една ваква ситуација ќе имаат разбирање. Многу побитно е што ќе се случи ден потоа, заради тоа што автомобилите не се наоѓаат на врвот на потребите кога се работи за криза. И сигурно дека ќе се соочиме со едно забавување на индустријата, барем до крајот на оваа година, зашто се прават и соодветни подготовки пред се заради одржување на ликвидноста и состојбата на фирмите. Порше Македонија е дел од холдингот Порше Австрија, кој пак има распространето своји активности низ цела Европа. Секојдневно сте во комуникација со нив. Дали знаете од прилика какви се предвидувањата, до кога ќе трае оваа вонредна состојба? Порше системот, Порше холдингот веќе работи во целиот свет, и во Јужна Америка, и во Сингапур, Малезија, Јапонија и така натаму, во Кина да не зборувам. Вчера имав комуникација со колегите од Кина, каде што животот е прилично нормализиран и тие се во првиот квартал од оваа година на 90% од планот кој што требаше да го исполнат. Значи Кина се опоравува.
Што се однесува до останатите земји, Австрија и Германија веќе најавија разлабавување на мерките, така што од 1 мај веќе ќе се отворат сите шопинг центри, од 15 ќе се отворат и рестораните и хотелите, авиокомпаниите ќе почнат да летат, што значи една нормализација се очекува во текот на месец мај, затоа што на крајот на криштата животот мора да продолжи. Ви благодарам многу на вашето гостување, ви посакувам успешно да ги пребродите овие тешки моменти, не само вие, туку и сите импортери на возила. А ние со следниот прилог ќе ви покажеме како се снаоѓаат големите компании и како го пренаменуваат своето производство со цел да ја преживеат кризата.